Кои се најчесто изложени на температурните разлики? Кои пациенти или која група на луѓе? Овие денови имаме забележителна промена во температурата, големи се дневните разлики во температурата и можеме да забележиме од досегашните извршени интервенции дека овој пат повеќе делуваат на пациентите кои што имаат кардиоваскуларни заболувања. Секако тоа се повозрастните пациенти кои што веќе имаат такви хронични заболувања, меѓутоа и помладите пациенти. Како можат превентивно да реагираат? Како можат да делуваат? Нормално ние не можеме да влијаеме на временските наприлики, на променливото време, но што можеме да направиме за да го сочуваме здравието? Секако превентивно да се зема терапијата уредно, што е препишана од интернист или од матичен лекар, да се води сметка за притисокот, значи да се измери уредно, да се види дали има промена, доколку имаат некои тегоби да се обратат кај матичен лекар и да се направи дополнителна контрола. Колку интервенции се извршени изминативе денови? Бидејќи напоменавте во неофицијалниот разговор дека е зголемен бројот. За колку? Не многу, се забележува мала разлика, би рекла можеби 5% е зголемен бројот на извршени интервенции во последните 5 дена. Тоа не е многу голем број, меѓутоа се забележува дека имаме зголемен број на интервенции од кардиоваскуларна природа.